Најмалку 5 години затвор му се закануваат на Христијан Пендиков, човекот кој доби еден вид херојски статус во Бугарија, ако обвинителството отвори постапка против него за прекршување на член 308 од Кривичниот законник. Според познавачите, тој би можел да одговара за дела против суверенитетот на Македонија, ако надлежните институции постапат како во вистинска правна држава. Адвокатот Драган Пешевски вели дека кога е Пендиков во прашање, постои сомнеш дека го прекршил Кривичниот законник по членот каде пишува граѓанин на Македонија кој ќе доведе државата во положба на подчинетост или зависност према некоја друга држава, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Треба да сватиме дека неговото однесување и те како Македонија ја става во подчинета и во незавидна позиција, па треба да го гледаме и како антидржавен елемент и треба да се префрлиме во главата на кривични дела кои што се против државата. Затоа сметам дека истиот има сторено кривично дело загрозување на суверенитетот на Република Македонија од член 308, каде што е предвидена затворска казна од најмалце 5 години, а горната граница не е утврдена. Според адвокатот Јанаки Митровски, Пендиков би можел да се гони за сторени кривични дела против угледот и честа на државата, односно членовите 178 и 179. Во нив е наведено тој што со намера за исмејување јавно ќе изложи на подбив Македонија, нејзиното знаме, грб или химна, и тој што со намера за исмејување јавно ќе ги изложи на подбив македонскиот народ и припадниците на заедниците кои живеат во Македонија, ќе се казни со парична казна. Пендиков и било кој друг наш или странски државјанин, бидејќи делото против нас вршено, е подложен на кривичен прогон по членовите 178 и 179 кои што се од главата на дела против чест и угледот, односно изнесување на подбив на Република Македонија како држава и нејзините символи грб, знаме, химна. Ваква кривично правна заштита нашата држава требаше веднаш да баре уште кога почна да никнуваат како пичурки после дожд, инспирирани од бугарското разузнавање, да не се лажеме, наци клупчиња со имиња на наци колаборатори. Прашавме во јавното обвинителство дали делата на Пендиков се доволни да биде отворен предмет по допрен глас, на што таму ни побара информација за кои конкретно действија се однесувало нашето прашање. Бараме одговори дали настапот на Пендиков на БТВ и неговите активности во културниот клуб Цар Борис III, каде што е секретар, се доволни да биде отворен предмет по допрен глас. Покрај сомнечите за овие кривични дела, веќе е познато дека Пендиков е осомничен и за трговија со дрога, откако бил фатен со бела прашкаста материја на крајот на 2022 година.